Над 300 барања за само 5 месеци се поднесени во општината Карбенци за промена на имотната собственост, што претежно е продадено и купено во овој период во општината. Најголем дел статистички гледано се отпаѓа на земјоделско земјиште. Има исто така куќи кои што се напуштени и сега се повеќе луѓе се враќаат на село. Дел од овие куќи кои што се повратници доаѓаат поради тоа што ние како локална самоуправа создаваме услови, односно го подобруваме квалитетот на живот на нашите жители. Меѓу останатите нови собственици, внимание во случајов привлекуваат две семејства. Едното од Кочани, а другото од Струмица. Од известно време тие живеат во населбата Колонија. Зошто градовите ги заменија со колонија? Селото е подобро, по имаше екзистенција, те нешто бавчичка такви работи, после испате него ли у градот да си. Поздраво. Да, по-тихо, да. И децата на рад може да си играат, да трчат. Да. Тамо возила ово, но тука бар се што треба мирно. Зема стипендиичка, враќам се у селото, тука у селото ми е поубаво, сакам тука да си живеам, на чисто на тоа. Толку време јас сум живеал у село, по градо не можам да живеам, ја тука си сакам да живеам. 300 купени и продадени имоти значи голем интерес и значајна промена на собственество. Како на ова гледаат од општината? Со самото доаѓање на населението, зголемување на бројот на жители, на некој начин доаѓа и зголемување на инвестиции, оживување на овие населени места и доаѓа до подобрување на квалитетот на живот. Трендот кој во овој период е актуелен на оваа општина и поплочува по инаква иднина. Токму пример за тоа е оваа населба популарно позната како Колонија, односно населбата Ванчо Прке. Земјоделието веќе тука не е само примерна дејност, бидејќи Карбинци се индустриализира, инфраструктурно и комунално засилува и граѓаните лесно го гледаат својот интерес.